Добар ден, ученици! И денеска ќе се подготвите за час по македонски јазик. Во ова видео ќе обработиме две букви од нашата азбука. Меѓутоа, тоа што ќе ви го дадам за домашна задача, ќе го работите во 2 дена. Првиот ден првата буква, а вториот ден втората буква. Дали сте подготвени? Стартуваме. Гледај и погодувај. Чадор, чевли, чизми, чекан, чекори, чоколада, чорапи, чанта. Да повториме. Чадор, чевли, чизми, чекан, чекори, чоколада, чорапи, чанта. Денеска ја учиме буквата Ч. Кога го изговараме гласот Ч, нашите усни завземаат многу чудна позиција. Тие се отворени. Горната усна е подкрената кон нагоре, а долната кон надолу. А јазикот го допира непцето. Ајде да кажеме сите заедно. Ч. Кога ја кажуваме Ч, чувствуваме дека таа е многу звучна. Значи не е возможно да не го забележиме присуството на буквата или на гласот Ч во некој збор. Ајде да се осигураме дали ќе ги погодиме. Во зборот глувче, дали ја слушаме буквата Ч или гласот Ч? Така е. Во клуч. Браво. Во мече. Така. Во чинија. Да. Риба. Риба. Во право си, овде не се слуша, а во чамец, така, тиква, не, а во зборот куче, така е, се слуша. Сега, кога веќе одредивме дека во 6 зборови ја слушаме или се наоѓа буквата Ч, да одредиме во која позиција. Во зборот глувче. Таа е во средина, така е. Во зборот клуч. Така е, на крајот, бидејќи после Ч, не слушаме ниту еден друг глас. А во мече, така, во чинија, на почеток, во чамец, така, и во куче. Браво! Ајде уште малку да повежбаме. Маче. Маче. Така, чаша на почеток. Очи. Супер. Возач. Така е на крајот, затоа што после Ч немаме друг глас. Пајче. Во средина. И човек. Човек на почеток. Браво. Сега да видиме. Гласот Ч го слушаме и знаеме веќе да одредуваме каде го слушаме. Но тој си има свој знак за запишување, а тоа е буквата Ч. Буквата Ч е составена од 2 елемента. Една крива отворена линија и една права линија. Значи широкиот и тесниот ред служат за пишување на големата печатна буква Ч. Од горниот почнуваме кон надолу до почетокот на тесниот ред, пишуваме полукружна линија, а веднаш го враќаме моливчето од озгора кон надолу една права исправена. Значи големата буква Ч и малата буква Ч се идентични или исти, само се разликуваат по големината. Ајде да повториме. Една крива отворена линија и една права исправена линија. Еве неколку различни моделирани Ч, што ќе ти послужат како пример како да ја моделираш кога ќе дојде време за домашната задача. Запомти ја добро буквата Ч, затоа што подоцна ќе треба да ја откриваме или да ја пронаоѓаме во текст. Ајде да видиме за која друга буква станува збор што денес ќе ја учиме. Ај, што е ова? Џин?
А ова? Џуџе, така. Джеб. А оваа карта ја знаете? Џокер. Момчиња, вашата омилена играчка. Џамли. Джемпер. Джип. Ајде да повториме. Џин, џуџе, джеп, џокер, џамли, джемпер, джип. Погоди. Буква Дж. Еве забележуваме црвените, каде што се одбележани букви, се буквите Дж. И буквата Дж е исто така многу звучна буква. Таа многу е забележителна и не може да не ја забележиме или да не ја откриеме во некој збор. И кога ја изговараме буквата Дж, исто така устните се отворени. Ајде сега да видиме во различни позиции на зборовите да ја пронаоѓаме буквата Дж. Оџак. Дали е на почеток, на крај или во средина? Оџак. Во средина. Тенџере. Така е. Џамија. Џамија на почеток. А ова? Што е? Чичко, што чисти? Оџак. Оџачар. Оџачар во средина. А ова знаете што е? Значка или бедж. Бедж. Така, во зборот бедж, дж се наоѓа на крајот. А во зборот синџир во средина. Оџак, тенџере, џамија, оџачар, бедж, синџир. Сега, гласот Дж научивме да го препознаваме, да видиме како е знакот за тој глас. Буквата Дж е составена од 4 прави линии. 3 се исправени и една легната. Бидете внимателни за да не ја мешате со една буква што ја учевме минатиот час, а тоа беше буквата Ц. Ајде да видиме. Една права исправена што секогаш почнува од озгора кон надолу. Уште една таква малку оддалечена е сега. Долу легнатата линија ги поврзува првата и втората, но не излегува надесно како што беше случај со буквата Ц. Значи од првата до втората линија само поврзување. А четвртата цртичка или четвртата кратка линија се почнува од средината кон надолу и таа излегува од редовите. Исто како што беше кај Ц, што висеше надолу од десната страна, кај Дж виси од средината надолу. Евеа и малата буква Дж. Значи тие се исти, сосема исти, само се разликуваат по големината. Уште еден пар, голема и мала буква Дж. Дали ја запомти? Добро. Ако си ги запомтил и Ч и Дж, сега ќе ги бараме во текст. Денеска во еден текст ќе пронаоѓаме Дж и Ч, еве ги за подсетување. Денешниот текст што јас за вас го смислив е оџачарот Чичко Чедо. Научивме што е тоа оџачар. Значи, човек што чисти оџаци на куќите и зградите. Оџачарот Чичко Чедо. Чичко Чедо е мој сосед. Тој има многу ретка и чудна професија. Тој е оџачар. Кога бев мал, се чудев зошто секогаш кога ќе го сретнам, рацете му се црни. И не само рацете, и џебовите му беа црни. Но иако целиот беше исцрнет, сепак од неговото лице блескаше мила насмевка. Чичко Чедо беше многу добар човек. Честопати со моите другари го теравме да ни раскажува за неговата работа. Многу сакавме да слушнеме за случките на највисоките згради,
на кој има големи оџаци. На сите ни беше чест да разговараме со него, а уште поголема чест имавме кога ќе изиграше една партија џамлии со сите нас. Се надевам дека ви се допадна овој текст за оџачарот Чичко Чедо. А сега да ги откриеме буквите Ч во текстот. Тие ќе бидат одбележени со зелена боја. Еве ги. Оџачарот Чичко Чедо. Во насловот имаме 1, 2, 3, 4 букви Ч. И сега, понатаму, ќе ги изброиш, значи сите букви Ч и ќе провериш немој случајно јас да сум испуштила некоја. Еве ги буквите Ч, значи со зелена боја. А сега да видиме дали во овој текст ја има и буквата Дж. Секако дека ја има. Оџачарот, еве а Дж, значи Дж е со црвена боја. Во зборовите оџачар, џебови, оџаци, џамлии, што забележуваме? Дека буквата Ч многу почесто ја има во текстот за разлика од буквата Дж. Но тоа не значи дека буквата Дж не е битна. И таа, како и сите други букви, има големо значење и затоа е дел од нашата азбука. А сега, првиот ден ќе завршиш оваа задача. Значи моделирање на буквата Ч и неколку зборчиња во различни позиции во зборовите. Исто така во тетратката со тесни и широки ќе повежбаш да ја пишуваш буквата Ч. А ова е за вториот ден. Истата задача и во учебникот кратките вежбички што ги работиме редовно за секоја буква. А сега, како бонус, затоа што многу внимателно ме слушаше, уште една игра. Ќе откриваме збор. И ова веќе го знаете, бидејќи ви е познато. Еве ви ги сликичките, пишете ги првите букви од зборчињата. Око, џемпер, автомобил, кокошка. Дали си готов? Дали ги доби овие букви? Ајде да видиме. О, Дж, А, К. Што добивме? Оџак. Ајде втор збор. Запиши ја првата буква на зборот чорапи. Игла. Чадор. Облак. Ги запишам? Ајде да направиме проверка. Ч, И, Ч, О. Чи, Чо. Кој збор го добивме? Чичо. Така е. Ајде, продолжуваме. Часовник, авион, дете, овца, риба. Запиши ги првите букви од овие зборови. Ч, А, Д, О, Р. Кој збор го добивме? Ч, А, Д, О, Р. Чадор. Така е. Ајде уште еден. Джеп, елка, маса, пеперутка, елен. Радио. Джеп, елка, маса, пеперутка, елен, радио. Ајде да видиме. Дж, Е, М, П, Е, Р. Джемпер. Го добивме зборот джемпер. Браво! Се гледаме на наредниот час.